На почеток да ви се заблагодарам што дојдовте да го бележите нашиот протест, како што знаете, да потсетам, ние понатаму секојдневно протестираме против недемократскиот режим во Република Македонија и тоа се собираме пред институциите кои што за жал не работат во интерес, не се грижат за граѓаните, туку се грижат за интересите на владата, односно нејзиниот председател. Денеска неслучајно сме пред општина Центар, општина која што е символ на едно непродуктивно, неразумно трошење на парите на граѓаните, општина која што стана всушност символ и представување синоним на најголемата пералница на пари во Република Македонија, тоа е проектот Скопје 2014. Ние сме против, се разбира, ова неразумно трошење и знаете дека тоа беше една од главните причини за судирот на 24 декември, кога опозицијата сакаше да го стопира ова неразумно трошење, кое што пак води кон дополнително задолжување на државата, односно дополнително трошење на парите на граѓаните. Во општина Центар власта нема што да бара, прво затоа што анкетите јасно кажуваат дека најголемиот број на граѓани не само во општина, туку и во Македонија се против проектот Скопје 2014, но и да потсетам дека на вонредните избори на 5 јуни 2011 година само СДСМ успеа да победи со 3000 гласа разлика, но ако ги додадеме гласовите што ги освоја партиите кои што тогаш отидоа самостојно, а денеска се дел од ова моќна победничка здружена опозиција, тогаш гласовите разликата односно изнесува 5500 гласа. Тоа значи дека Груевски всушност е поразен многу пред оној црн понеделник 24 декември, всушност многу одамна и граѓаните на Центар упати јасна порака дека не се согласуваат со овој начин на водење на политика и со ова економско пропаѓање како на државата, така и на граѓаните. На крај сакам да порачам на Груевски на владата дека на 24 март, кога ќе се одржат нивните локални избори, најголем проблем нема да биде бојкотот на зложената опозиција, најголем проблем за нив ќе биде бојкотот кој што граѓаните на Центар ќе им го искажат, затоа што, како што кажав и да повторам на крај, тие со тој бојкот ќе кажат јасно доздање, ќе дадат јасно доздање дека не се согласуваат со ова расипничко трошење на парите, не се согласуваат со овој недемократски режим во Република Македонија. Каровски, господја Каревска пред 2 дена изјавуваше дека сепак не требало толку брзо амблок да се одбие предлогот на последниот предлог на ВМРО да помене за 7 дена за кандидатските листи. Дали е тоа личен став на господја Каревска или е став на ЛДП? Не, ставот беше дека не треба да се дозволи експресно одбивање од двете страни. Сакам едно да појаснам многу јасно. Ние во опозицијата не се споевме за да сите размислуваме исто. Меѓутоа, ве уверувам дека заклучоците кои што ги даваме како здружена опозиција се едногласно усвоени и дека представуваат став на сите партии во опозицијата. Нема разногласие, напротив. Сите овие провокации, како што беше провокацијата на продолжување на рокот за пријава на листа во Собранието на Република Македонија, само дополнително не сближуваат во опозицијата. Нема повлекување се додека не се повлече во власт. Како го оценувате одбегнувањето на премиерот да се соочи со медиумите и да излезе јавно како премиер да соопшти ставот на владата, туку ги испраќа своите помошници партиски и владени за да го соопштат предлогот? За жал не е ни прв пат ни последен пат да го снема Груевски кога во Македонија имаме критична ситуација. Тоа е веќе станува традиција. Кога го нема Груевски, тогаш знаете дека во Македонија има криза. Најголемиот проблем според мене денеска на Груевски не е тоа што тој одбегнува директен дуел медиумски со опозицијата. Тоа го знаеме од првиот момент кога стана премиер. Проблемот е што тој одбегнува дуел со граѓаните, а граѓаните го чекаат на водени парламентарни избори.